Зголемување на инвестициите и што подобра економска соработка помеѓу Македонија и Хрватска. Ова беше во фокусот на заедничката средба во Загреб на стопанските комори на двете земји. Сојузот на стопански комори на Македонија е дел од официјалната делегација на председателот Стево Пендаровски за време на посетата на Загреб, по билатералната средба на македонските и хрватските стопанственици. Председателката на ССК заклучи, економската соработка помеѓу двете земји има потенцијал за удвојување. Директните инвестиции на Хрватска во Македонија покажуваат одлив од 0,76 милиони евра. Според стопанствениците, голем дел од овој пат се должи на пандемијата. Во периодот од 2010 до 2020 година, најголеми инвестиции биле направени во 2011-та, дури 8 милиони евра. Председателката на ССК истакна дека има потенцијал за удвојување на трговската размена, можности за инвестиции и развој на туризмот. Она кој што е најзначајно е дека тој е председател кој што има особен фокус на економската соработка и економската агенда стои високо на неговите активности, секогаш и секаде каде што учествува во своите меѓународни активности, тој дава особено значење на она кое што е економски раст и развој на нашата држава. Председателот на Хрватската трговска комора истакна дека и двете земји ќе се стремат кон развивање на економијата со посебен фокус кон туризмот. За оваа цел се размислува за воведување директни летови не само кон Загреб, туку и кон јужниот дел на Хрватска. У разговору е да разговаравме за поврзување во областа на воздушниот сообраќај. Треба да организираме еден форум за продлабочување на таквата соработка. Постоечките авиолинии меѓу Скопје и Загреб се добри, но ќе работиме на Дубровник и Сплит за да го поврземе југот со Македонија. Председателот Пендаровски, кој се обрати пред почетокот на форумот, истакна оти се надева дека во последниот квартал од годинава ќе има поголеми стапки на економскиот раст меѓу двете земји. Според него, за добра економија не зависи се од бизнис секторот. Важна е и стабилноста на институциите, владење на правото, помасовна вакцинација и што поскоро сузбивање на корупцијата.